Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Во големата сала на Врховниот суд денеска се одржува судско рочиште против обвинетите за тероризам во случајот Диво населје. Целата постапка стартува одново откако судот на почетокот на април донесе одлука Дива населба да се спои со случајот Молња, односно со логистичарите кои беа уапсени пред неколку месеци. За настаните од Диво населје обвинети се 29 лица, а како логистичари 8 лица. Судењето започна на 9 февруари, а на денешните рочишта обвинетите се произнесоа дека не се чувствуваат виновни за делата што им се ставаат на товар и беа сослушани бројни сведоци на обвинителството, роднини и соседи на обвинетите и полициски службеници, учесници во дводневните кумановски вооружени престрелки. Во предметот Молња пак обвинети се 8 лица за помагање на вооружената група. Во сударот во Куманово загинаа 8 македонски полицајци и 10 припадници на вооружената група, а обвинети се 29 лица кои одговараат за тероризам. Минатата недела царинските службеници на граничниот премин Табановце открија 2 царински измами, 20 илегални патници и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани девизи, цигари, тутун, паметни часовници, музички уреди, кожни столици, додатоци на исхраната и сликарски бои, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Во текот на минатата недела царинските службеници открија 2 царински измами, 20 илегални патници и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани девизи, цигари, тутун, паметни часовници, музички уреди, кожни столици, додатоци на исхрана и сликарски бои, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Вкупно 15.000 евра откриени при личен претрес на македонски државјанин, кој управувајќи македонски автомобил се пријавил за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Во преден десен джеп од панталоните на возачот се пронајдени 25.000 евра, од кои согласно законските прописи му биле вратени 10.000 евра, износ што може слободно да се внесе во државата, а за сторениот прекршок е поведена прекршочна постапка. Биле откриени 36 штеки цигари Родео со македонски акцизни маркички, откриени при контрола на бугарски автомобил управуван од македонски државјанин, пријавен за излез од државата на граничниот премин Табановце автопат. Непријавените цигари пронајдени во фабрички шуплини, во седиштето на кровот, како и во еден пакет со разни прехранбени производи, се привремено задржани, а против возачот ќе биде поведена соодветна постапка. Музички уреди откриени биле при контрола на македонски автомобил, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Непријавените производи пронајдени во куфер сместени во багажникот на возилото, се привремено задржани, а против возачот е поведена прекршочна постапка. Царинските службеници од граничниот премин Табановце автопат спречија обид за нелегално преминување на граница на 2 лица кои не поседувале документи за идентификација. Двете лица се пронајдени во внатрешноста на приколката на македонски камион натоварен со лубеници, кој се пријавил за излез од државата. Случајот е предаден на полициските службеници од граничниот премин за понатамошна постапка. 14 јуни минува во знакот на црвената боја, во знакот на организациите на Црвениот крст, но пред се во знакот на сите хумани луѓе кои несебично даруваат крв. Денес е светскиот ден на крводарителството. Темата за оваа година е крвта не поврзува сите нас. Целта е да им се заблагодариме на крводарителите за нивниот подарок кој спасува животи, а со тоа крвта не поврзува сите нас. Исто така да се создаде поширока свест за потребата од редовно дарување крв и да се потикнат оние кои не дарувале крв да започнат да го прават тоа, а земјите да покажат благодарност кон оние кои донирале и придонеле за снабдувањето со крв. Црвениот крст на Република Македонија се вклучува во глобалната кампања за промоција и унапредување на крводарителството. По тој повод општинските организации на Црвениот крст од градовите од североистокот спроведуваат крводарителски акции и прослава за сите повеќекратни дарители кои во текот на изминатите години повеќе пати ја дарувале драгоцената течност. Црвениот крст од Куманово со доделување на благодарници на крводарители и со свечен коктел го одбележува 14 јуни светскиот ден на крводарителството. По повод овој ден, секоја година се организираат настани со цел да се подигне хуманоста, колективната и индивидуалната свест кај луѓето за да придонесат во обезбедување на неопходната течност која живот значи.
14 јуни е светски ден на крводарителството. По повод овој ден, Црвениот крст од Куманово секоја година организира настани со цел да се подигне хуманоста, колективната и индивидуалната свест кај луѓето, за да се придонесе во обезбедување на неопходната течност кој живот значи. Денот се одбележа со доделување на благодарници на крводарителите и со свечен коктел. Имаме еден крводарител со 100 крводарувања, имаме и тројца со 50 крводарувања, имаме многу со 25, со 10, со 5. 2015 година бевме на ниво некаде на 2014 година, имаме околу 2850 крводарувања. Според вас тоа е една задоволителна бројка? Можеме да имаме и повеќе, знаејќи дека градот е над 131, значи жители. Кога ќе земе минатиот период, значи, доста напредуваме во оваа област со крводарувањата. Пред 10 година, значи, имавме некаде само 1500 крводарувања годишно. Сега сме, значи, некаде на околу 2900 крводарувања, што значи дека еден добар напредок имаме. Крводарителите велат дека со дарувањето крв може да се спаси живот, но и дека постојат здравствени предности од истото. Чувството е огромно, еден вид на хуманост е 50 пати дарување крв и спасување на нечи живот. Ќе продолжите ли во иднина да дарувате? Па додека можеме да даруваме, да. Додека сме здрави, можеме да даруваме. Колку време дарувате? Од своето 18 година, со мали прекинел. На секои 3 месеци стандардно ќе си. Дали ви препорачуваат лекарите за здравјето, дали е тоа добро? Па да. И најново препорачуваме на секој здрав да дарува крв, за да може да се го прочистува организам, од друга страна самата помисла спасување на нечи живот. Меѓународниот ден на крводарителството се одбележува уште од 2005 година. Тоа е ден на раѓањето на Карл Лајнштајнер, човек кој ги пронајде крвните групи. Од Центарот за јавно здравје Куманово информира дека денеска во доцните ноќни часови ќе извршат теристичка дезинсекција на територија на општина Липково. Апелираат до пчеларите од подрачјето на општина Липково да превземат соодветни заштитни мерки за пчелните семејства. Дезинсекцијата ќе спречи појава на вектор преносливи болести кои ги пренесуваат комарците. Дезинсекцијата може да се одложи наредниот ден поради неповолни временски услови. Станува збор за втора фаза на теристичка дезинсекција во оваа општина. Утре во Центарот јавна соба во 12 часот започнува сајмот на мали бизниси од североисточниот регион на Македонија. Производители од Куманово, Кратово, Крива Паланка, Старо Нагоричане, Липково и Ранковце ќе изложуваат и продаваат нови производи карактеристични за регионот. Автентични локални вина, суџук, сирења, кашкавали, мед, тестенини, зачини, накити, облека, како и понуда на туристички дестинации ќе бидат изложени на сајмот на мали бизниси од североисточниот регион на Македонија, кој што ќе се одржи утре и во четврток во Центарот јавна соба во Скопје. На сајмот ќе бидат изложени, ќе се продаваат нови производи карактеристични за регионот на Куманово, Кратово, Крива Паланка, Старо Нагоричане, Липково и Ранковце. А специјален гостин ќе биде кулинарот Марк Де Јонг, кој утре од 18 часот ќе состави и ќе презентира нова мени карта со кумановски специјалитети. Како финален производ на овој кулинарен зафат кој е достапен за сите посетители, Македонија ќе добие една автентична мени карта со кумановски специјалитети која ќе биде споделена со Хорека, објекти, хотели, ресторани, мејани од регионот. Сајмот на мали бизниси од североисточен регион е организиран од локалните акциони групи АБЕР 2015 и Осоговски лисец во партнерство со јавна соба и со подршка од проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, кој што е кофинансиран од владата на Швајцарија. Во Кратово традиционално по 20 пат беше одбележан Денот на културата. На манифестацијата учество зедоа повеќе културно-уметнички друштва од земјава, но и од Црнагора. Викендов во Кратово се одржа и поетска средба во чест на големиот македонски поет Чедо Јакимовски.
На 200 учесници, млади играорци на возраст од 5 до 18 години, викендов продефилираа по улиците на Кратово, како дел од манифестацијата Ден на културата. Голем број кратовци уживаа во звуците на зурлите и тапанот, а за добрата забава се погрижија членовите на 8 културно-уметнички друштва од земјава, меѓу кои и домаќинот културно-уметничкото друштво Ефрем Каранов. Годинава манифестацијата имаше меѓународен карактер, со учество на културно-уметнички друштва од Сранагора. Сите учесници на настанот имаа можност да присуствуваат на приготвување и дегустирање на тиганици на саџак, специјалитет кој важи за старо кулинарско наследство на Кратово. Викендов во музеот на град Куманово јубилејно по 10-ти пат се одржа и поетска средба во чест на македонскиот поет Чедо Јакимовски, роден во Кратово. Истата е дел од манифестацијата Лесновски ѕвона. Учество зедоа бројни познати поетски имиња од земјава, меѓу кои Михаил Ринчов, Евтим Клетников, Бранислав Ташковски, Катица Ќулавкова, Трајче Кацаров, Велес Милевски и други. Додека се читаа поетски творби, се слушаа песните на кратовските тамбураши, ликовниот уметник Живко Цветин сликаше цвеќе со пораки за мир во светот. И кривопаланчани ќе имаат можност да уживаат во перформансите на артистите кои годинава се дел од уличниот фестивал Баскерфест. Во сабота, 25 јуни на градскиот плоштад со почеток во 19 часот, театарот Под отворено небо по 4-ти пат ќе се представи пред кривопланечката публика. Граѓаните на Крива Паланка на 25 јуни вечерта ќе имаат можност под отворено небо да ги проследат неверојатните атракции на повеќе интернационални артисти. И тоа представи, пантомима, жонглирање, акробации и креативни активности, ликовни изложби, базар на ракотворби, работилници и улични танчери. Освен тоа, програмата ќе биде збогатена со богата музичка понуда. По програмата во Скопје, која започна на 9 јуни, а ќе трае до 19 месецов, караванот на Баскерфест, составен од бројни артисти од сите меридијани на светот, своите перформанси ќе ги изведе во повеќе македонски градови. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во земјава, кој поради уникатниот концепт и спектакуларноста е признаен како најголем настан од таков тип во регионот. Во просториите на Основното општинско училиште 11 октомври од Куманово беше организирана приредба за првата генерација мини матуранти кои го поседуваат Центарот за ран детски развој кој функционира при детската градинка Ангел Шајче. Центарот го посетуваат околу 50 на дечиња. Идните првачиња од Центарот за ран детски развој Бамби при Кумановската детска градинка Ангел Шајче, кој е лоциран во просториите на Основното училиште 11 октомври, ја прославија својата мини матура. Со пригодна приредба, стихотворби, песнички и драмски изведби, дечињата го прославија добивањето на својата прва диплома. Капацитетите за згрижување и воспитување на најмалите од Куманово се зголемени со овој Центар за ран детски развој, кој изминатиот период го посетуваа 50 на дечиња. Освен овој, во Куманово функционира уште еден, Центарот Сонце при Основното училиште Христијан Карпош. И во двата децата престојуваат по 3 часа дневно без финансиски надоместок. Ова е Центарот за ран детски развој Бамби, кој од 1 март 2016 година званично е во состав на јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче. Таков ист центар од 1 март е отворен и во склоп на училиштето Карпош, во населбата Иго Тричкови, и тоа е Центарот за ран детски развој Сонце. Овие центри, за разлика од децата во градинка Ангел Шајче што одат, имаат скратена програма и ти одат без некоја наплата за нивниот престој,
имаат скратена програма од 3 часа. Установите од ваков тип се одлична можност за едукација, максимални развојни потенцијали и социјална интеграција уште од најмала возраст, смета директорката на Кумановската градинка Марина Алексовска. И овие центри се многу битни за развојот на децата од предучилишен период, затоа во овој период се овозможуваат максимални развојни потенцијали на децата од овој период за тргнување во училиштето во формалниот образовен систем. Вратите на Центарот за рандитски развој Бамби ќе бидат отворени и во предстојната учебна година 2015-2016. Поради здравствени причини Зоран Ставревски поднесе оставка од позицијата вице-премиер и министер за финансии во владата на Република Македонија. Инаку Ставревски е дел од владата предводена од ВМРО ДПМН од 2006 година на позицијата подпредседател задолжен за економски прашања, а од 2009 година и на позицијата министер за финансии. Тој со својата работа и постигнати резултати останува запаметен како еден од најуспешните македонски министри кој што со своите економски политики направи значителни достигнувања и суштински реформи, намалување на невработеноста, привлекување на странски инвестиции, поддршка на домашната економија, подигнување на стандардот на граѓаните на Македонија. На позицијата нов министер за финансии, премиерот Емил Димитриев ќе го предложи актуелниот директор на управата за јавни приходи Кирил Миновски. На почетокот на јули исплатата што ќе се добие за социјална парична помош ќе биде зголемена за 5%, најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Примателите на постојаната социјална помош од следниот месец ќе добијат зголемени примања за 5%, најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Станува збор за околу 30.000 семејства кои што земаат различни видови на социјална помош. До сега околу 62% е зголемена социјалната помош во периодот на владењето на ВМРО ДПМН од 2007 наваму, така што ова ќе биде едно ново зголемување. Тоа беше ветено во нашата програма, беше предвидено кога се правеше буџетот за 2016 година и сега со исплатата на почетокот на јули примателите на социјална помош ќе го добијат она што им беше ветено и она што го заслужуваат, а тоа е нови 5% зголемување на социјалната помош. Инаку нивна главна и основна стратегија, рече председателот на ВМРО ДПМН, е колку што е можно повеќе привлекување инвестиции и охрабрување на домашните инвеститори за отварање на нови работни места. Според него, најдобра социјална политика е политиката за отварање на нови работни места и токму затоа невработеноста се намали, од 38 стигна на 24,5%. Одговорноста за двојното убиство во Франција на полицаец и на неговата сопруга ја превзеде терористичката организација Исламска држава. Според председателот на САД Обама, смета дека нема јасни докази дека нападот во геј клубот во Орландо е дел од поголем заговор. Според анкетите, повеќе од британците на референдумот на 23 јуни ќе гласаат за излез на земјата од Европската унија. Свето денеска. Джихадистичката држава ја превзеде одговорноста за убиството на полициски службеник и на неговата партнерка во Ивлин во Парискиот регион. Според судски извори, антитерористичкиот обвинител ја превзеде истрагата поради целта, односно убиството на полицискиот службеник и начинот на истото, како и коментарите од страна на убиецот за време на преговорите со специјалните полициски сили за брзи интервенции. Одговорноста за двојното убиство ја превзела терористичката организација Исламска држава, изјави судски извор. Убиецот бил следен од полицијата поради радикализирани ставови и учество во радикална група. Од крвавиот напад преживеало само 3-годишното дете на брачната двојка полицајци која е неповредено. Првата жртва е полицискиот командир на 42 годишна возраст, кој бил убиен синоќа околу 21 часот пред својот дом во стамбениот дел од Мазавил.
Американскиот председател Барак Обама изјави дека не постои јасен доказ оти напаѓачот кој го извршил најсмртоносниот напад во историјата на САД во кој загинаа 50 луѓе, а повеќе од 50 беа ранети во геј клуб во Орландо, бил потикнат од странство. Обама изјави дека напаѓачот Ома Матин, роден во САД со афганистанско потекло, најверојатно бил под влијание на екстремисти, но оти нема директни докази кои укажуваат дека тој делувал под инструкции или дека е дел од поголем заговор. Матин бил убиен од полицијата која упаднала во ноќниот клуб 3 часа по почетокот на акцијата, со што вкупниот број на загинати е 50. Инаку Исламската држава ја превзеде одговорноста за нападот. Британците ќе гласаат за излегување на државата од Европската унија на предстојниот референдум на 23 јуни, според резултатите од 2 анкети. Првата анкета на YouGov, објавена во Times, нагласува предност од 7% на приврзаниците на Брексит. Според резултатите, 46% ќе гласаат за излегување на Британија од Европската унија, а 39% против. Друга анкета на институтот ORB за Daily Telegraph наведува 49% од британците сакаат државата да излезе од европското семејство, а против се 48%, односно само 1% помалку. Британскиот весник со најголем тираж, Sun, ја поддржа кампањата за излегување на државата од Европската унија. Тоа е нашата последна шанса да се отргнеме од недемократската машина во Брисел, наведува таблоидот кој е сопственост на медискиот магнат Руперт Мардок. Женската ракометна екипа на Куманово по големиот успех во домашното првенство и пласман во европските купови денеска одржа пресконференција на која ги изнесоа амбициите за наредната сезона. Воедно челните луѓе на клубот апелираа до градските власти да смогнат сили да му помогнат на клубот за настапот во Европа. Женската ракометна екипа во идната сезона покажа дека има одличен состав, составена исклучиво од домашни играчи. По големиот успех, челниците на клубот денеска пред новинарите на пресконференција направија осврт за одличните резултати. Како што знаете, изминатата сезона на нашата екипа слободно можеме да ја оцениме како мощна и успешна. Во домашното првенство сметам дека прикажавме одлични игри, а како плод на борбеноста и залагањето успеавме на крајот да го освоиме 4-то место во домашното првенство. Во пресед на европските купови, председателот на клубот Бобан Пеевски истакна дека играњето во Европа е шанса за докажување на оваа генерација, но за да се случи тоа, ќе бидат потребни многу поголеми финансиски средства, воедно побара од локалните власти, рамноправна распределба на општинските пари за наредната сезона. Би се задржал и за престојниот настап во европските купови. Имено се наоѓаме на еден крстопат, односно се поставува прашањето дали ќе успееме да ги собереме неопходните средства, финансиски се разбира, кои се потребни конечно да можеме да одиграме меѓународен надпревар и во наша сала пред наша публика, а не како порано, поради немање на доволно средства, да мораме европските надпревари да ги играме секогаш на туѓ терен. Сите во клубот сметаме дека заслужуваме да ни се даде шанса, да настапуваме, а за возврат ветуваме дека на вистински начин ќе го представуваме градот и државата. Ги повикувам сите добронамерни потенцијални спонзори во градот да помогнат за овој циклус и воедно апелираме до челните луѓе на општината, за кои веруваме дека овој пат ќе имаат сенс и ќе ни излезат во пресред со поголема поддршка, односно очекуваме поправична поделба на финансиските средства предвидени од општинската програма за спорт. Од страна на Советот на град Куманово има определено околу, мислам, преку 300.000 евра за спорт. Сега од тие 300.000 евра на еден врвен клуб да му се дават само 5.000 евра, доаѓаме до смешна ситуација. Па ние константно поднесуваме програми, значи секоја година, и
константно добиваме многу помалку средства од оние кои ни се ветувани. Значи, еве ќе ви кажам во проценти, значи општината на нас како клуб ни дава негде 20% од нашиот буџет. Значи, ако знаеме дека на последната седница што беше, мислам што беше говорено за спортот, каде се разгледува средствата поделени 2015 година, дојдовме до еден фрапантен податок, значи на нашиот клуб беа доделени само 5000 евра, а ние се надпреваруваме во највисок ранг. Голкитерот Викторија Пеовска апелира да се помогне на тимот, а тие ќе се одложат со добри игри во наредната сезона. Па, замислената цел ја остваривме и нормално дека сме задоволни. Мислам дека до година добро ќе се представиме, само уште дали ни фали таа финансиска помош за да биде се како што треба. Како потврда за добрата работа на клубот, пионерската екипа доби покана како единствен представник од Македонија да учествува на силен турнир во Црна Гора. Круна на овој успех е и пласман на еден турнир, значи меѓународен турнир во Црна Гора. Дечињата заминуваат на 15 до 20 утре, 15 до 20 јуни во Црна Гора со екипи од Шведска, Црна Гора, Србија и така натаму. Уште едно искуство и една круна за оваа генерација и уште еднаш благодарност до тие дечиња што го направи овој голем успех. И за крајот, раководството на клубот се надева дека овие апели ќе помогнат екипата да ги собере неопходните финансиски средства потребни за нови, можеби и поголеми успеси. Машката ракометна репрезентација утре ќе го одигра реванш мечот од баражот за пласма на светското првенство во 2017 година против Чешка. Избраниците на Лино Червар во реваншот ќе треба да дадат се од себе да ја совладаат Чешка и во вкупниот скор да се изборат за големиот собир. Вклучувањето на Златко Даскаловски ќе биде единствената замена во составот на Македонија за реванш на преворот против Чешка што ќе се игра утре вечер во ВИП арената. Голманот кој имаше одлична сезона во романското првенство во дресот на Темишвар ќе се најде во таборот на црвено-жолтите, заземајќи го местото на Никола Митревски. Решив да му дадам шанса на Даскаловски кој брани во добра форма цела сезона. Тој ќе го заземе местото на Митревски што ќе биде наша единствена замена во составот, изјави Червар. Во тимот повторно ќе го нема младиот бек Филип Кузмановски кој поради болки во грбот го пропушти првиот напревар во Злин. Кузмановски не тренираше со селекцијата по враќањето во Скопје, јасно е дека се уште е повреден, така што тој повторно нема да биде дел од екипата. Да се надеваме на крајот дека македонските ракометари ќе прикажат добра игра која во вкупниот скор ќе му донесе пласма на нашиот состав на светското првенство. Комбинираниот кошаркарски состав, предводен од новиот селектор Драган Раца во Кина, ќе учествува на квалитетно надпреварување. Македонскиот кошаркарски тим на дербито на селекторот Драган Раца на Атлас Челендж турнирот во Кина ќе дебитира во групата Б против Иран, Литванија и САД, земја која ќе биде представена од тимот на Универзитетот Ајдоха Вандалс. Во групата А ќе играат домаќинот Кина, Јапонија, Нов Зеланд и Белорусија. Најдобрите две екипи од двете групи се пласираат во полуфинале, пошто следува финале или дуел за трето место. Вести од меѓународен спорт. На Европското првенство во фудбал вчера го видовме најдобриот надпревар досега, во кој италијанците сосема заслужено ја совладаа Белгија со 2:0. НБА финалната серија помеѓу Кливленд и актуелниот шампион Голден Стейт ќе продолжи понатаму откако Кавалерси намалија на 3:2. Екипата на нашиот Перо Антич, Фенербахче, е новиот шампион во турското првенство. На Европското првенство во фудбал надпреварите продолжуваат со несмалено темпо. Вчера во првиот направо еден од фаворитите Шпанија се намачи во дуелот со Чешка. Црвената фурија имаше доминација во поле, меѓутоа чесите одлично се бранија и не дозволија да бидат совладани се до финишот, кога една мајсторија на Инјеста го реши мечот, а стрелец беше Пике. Вториот напревар од програмата донесе тврд дуел помеѓу селекциите на Република Ирска и Шведска. Во првото полувреме немаше голови, а во продолжението ирците победаа со голот на Холакан во 48-та минута, а швеđаните израмнија во 71-та со автоголот на Кларк. До крајот двете екипи се обидуваа да дојдат до победата, но мрежите меруваа.
Последниот напредок вчерашната програма го донесе најдобриот меч на шампионатот. Иако многумнија смета дека Белгија е фаворит, италијанците потврдија дека ново првенство ќе атакуваат на највисок пласман. Тактички одличен надпревар одигра италијаните и со головите на Джакерини во 32-та и голгетерот Грецијано Пеле во 92-та минута ја срушија белгиската екипа. И покрај поразот белгијанците се представија во одлично издание. Денеска на програмата се два напревари: Австрија, Унгарија и Португалија, Исланд. Кливленд останува во игра за шампионскиот прстен со победата над Голден Стейт и го намалија водството на 3:2. Леброн Джеймс и Кари Ирвинг со историска партија го вратија во игра својот тим. Джеймс постигна 41 поен на дополнети со 16 скокови и 7 асистенции, додека Ирвинг исто така со 41 кош беше рамос до рамос со Джеймс. Инаку ово е прв пат во историјата на едно финале двајца кошаркари да имат над 40 поени. Во домашниот тим Клеј Томпсон беше извореден со 37 коша, а Стеф Кари уфали 25 поени со 8 тројки од 21 обид. Шестиот можеби и последен меч ќе се одржи во петок наутро во 3 часот по македонско време. На кошаркарите на Фенербахче доволни беа само 10 минути игра во шестиот меч со Анадолу Ефес за да си осигурат победата со која ја освоија и седмата круна во турската Суперлига. Фенер веќе во поистекот на првите 10 минути имаше двоцифрена предност која до крајот порасна на 21 за конечни 91-70. Поранешниот капитен на македонската репрезентација Перо Антич, како и претходните два напревари, и овој пат не беше дел од составот, па мечот го проследи надвор од теренот. Најефикасен поединец во редовите на томиот турски шампион беше Екпе Удок со 13 поени и 10 скокови. Двоцифрен ефект имаше и Датоме 20, Богданови 16, Слукас 13 и Весели 12 поени. На спротивната страна Диблер беше несветлата точка со 18 поени, 4 помалку коши уфрли Чеди Осман. Времето во Македонија променливо облачно со повремен локален дожд, а попладне наместа ќе има развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи, особено во северните и источните делови. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Останете на К3, имајте пријатно попладне.